Looking like a baddie, I show up and make them stop. Wanna know my name so badly, cause I run this whole block. Flip my hair, move my head, show the world I'm royalty. When I walk by, they be taking bows, cause they know I'm the queen, yeah. Здраво на сите и добро дојдовте во уште една епизода на Hype Her Up. Денеска ќе зборуваме за јавен говор, говор на телото и бонтон. Со мене се две прекрасни дами. Едната е ТВ уредник и водител, Елена Стојановска-Јанковска, и Анастасија Деја Илиевска, која што е експерт баш за овие работи, а исто така е председател на школата за лидери Ѓорѓе Иванов. Здраво, женски. Здраво. Здраво. Добри ли сте, како сте? Добри, благодариме на поканата. Вака е ова исто едно говорење пред публика јавно. Како се чувствувате кога треба да говорите јавно пред публика? Знаеме колку искуство имате, верувам дека повеќето од публиката ве знае, и женските. Како се чувствувате пред ваков некој настан? Јас се чувствувам убаво денеска, заради тоа што се запознавам тебе, со Анастасија се познавам и драго ми е што хладневното кафе го пијам заедно со вас, инаку кога станува збор за настапи, за јавен говор, тоа е веќе нешто што е дел од мојот живот. Дали водам настани, дали се појавувам рано сутрин на телевизија или пак во некоја друга сојство, веќе со годините не правам толку голема разлика, чинам дека тоа стана дел од мене, не велам дека не сум поинаква во приватен живот, отколку она што гледачите имаат прилика да ме гледат. Да, јас сум поинаква, меѓутоа сум поинаква во однос на тоа дека можеби дома знам да бидам полежерна, знам да бидам и во однос на говорот некогаш попуштена, не разговараме со сите луѓе исто, не можам истиот говор, истиот тоналитет да го користам со мојата ќерка кога се обраќам миловно и ја сакам, но од друга страна нели сепак јавниот говорот пред аудиториум налага да испочитува да одредени правила и тоа е добро, во секој случај денес се чувствувам убаво заедно со Исто јас, благодарам за поканата, со тебе прв пат се запознаваме, а се Елена се знаеме долго време, долги години и ми е многу драго што токму заедно ќе отвориме оваа тема што е многу значајна и ќе се согласам со Елена, ние кои што долго време работиме во сферата на и телевизијата, сето она што значи новинарство, ТВ водителство, ние секојдневи не ни е некоја голема трема или предизвик останува збор за говор пред публик или говор пред камера, иако секогаш ќе се согласиме има таа трема, која што зависи од нас како ја процесираме, како ќе исхендламе. Да, дали таа трема ќе биде претворена во возбуда и во успех, или ќе биде претворена во страв и во можеби некоја блокада каде што ќе ни биде тешко и да се изразиме и да се движиме можеби како што треба. Имало ли некогаш, Елена, некој необичен момент или смешен, интересен, кој што би сакала да споделиш, кој што си била сериозна и си го почнала муабетот сериозно, меѓутоа станало можеби премногу забавно? Имало такви моменти, секогаш има такви моменти, посебно што ние сме секогаш во живот. И еден од моментите кој што би ги изделила, има и многу прегледи на YouTube. Јас и мојот драг колега Александар Блажевски, можеби знаеш, најавуваме некој историски настан поврзано со спортот. Јас многу не се разбирам во спорт и Александар ми вели, и јас ќе го преземам ова и велам добро, имаме подготвени најави кои што не се најави подготвени од спортскиот тим во нашата редакција, подочно од спортска редакција. И Александар почнува, меѓутоа некако салата е погрешна, нешто друго таму каде што се случило ги греши, наместо, не знам, не се сеќавам сега поточно, ватерполисти, а не беше воопшто спортот ватерпол и така натаму. И јас почнувам се поднасмејувам апропо неговите лапсуси, меѓутоа, ајде, некако поминува за кога откако го бегнаме прилогот, да не вратат напад, ние се уште под импресии. И сега повторно и тука веќе, и тука јас правам грешка, кажувам погрешна дата, кажувам погрешно место. Леле ми текнува на ова, која не може да прекинете, више се смеете. Да, значи веќе почнуваме да се смееме. Јас се обидувам, тој сака да ме извади. Така бе, има и такни денови, одеднаш кога тој почнува, а јас треба да најавам нашата колешка со едно интервју од надвор.
утро дека да го кажам нејзиното име и на крај двајцата поснимаме во смеа. Има такви моменти и колку и да некогаш нам не е непријатно, затоа што се чувствуваме дека сме им наштетиле на луѓето кои што сме ги најавувале, од друга страна за јавноста сум забележала па и дека и не е нешто толку симпатично, страшно, дека се изнасмеавме сите, а на мене и на Александар утрото ни се направи и се изнасмеавме потоа и така се случуваат секако. Да, и како гледач исто и мене ми се интересни дури многу тие грешки, лапсуси што ги има пред Нова година, кога ќе направат цела компилација. И цела компилација правите, чинам за... Едно е сигурно, во спортска редакција никогаш нема да влизам. Точно. Ама, важно беше многу симпатично и да, се изнасмеав. Така. Иако има една голема вистина, мислам дека Елена ќе се согласи со мене, дека многу често кога сме во живо, многу се поретки грешките се случуваат кога сте многу симпатични, меѓутоа многу поретко се случуваат бидејќи мозокот ни функционира на чуден начин. Точно. Грешки се многу минимални и дури да се случат изгледаат симпатично. За разлика кога снимаме прилог новинарски и кога знаеш дека имаш простор да направиш грешки, подоцна тоа да се измонтира во Што пати се враќа, да. Мене ми се случувало да се вратиш, да го штенаш да го снимиш, а во живо ми се случиле многу ретко. Нели години искуство многу се ретките, дури се симпатични, не се страшни, дури кај публиката мислам дека не поминуваат страшно, така што мислам дека нашиот мозок така функционира. Што во суштина ние сме многу слични бидејќи сме дел од животинскиот свет, многу сме слични, многу наши акции, реакции кои што ни се случуваат, може да ги препознаеме во животните. Наједноставно кога сме во живо, сме во готовност во една ситуација каде што буквално целиот наша постоење, фокусот е баш. Да, и токму затоа многу ако точно ја насочиме енергијата, ако точно ја насочиме таа потреба затоа велам, тоа што можеби да се гледаме себе си како ловци, дали ќе бидеме ловци на успех или на неуспех, бидејќи сме во таква форма на готовност. Затоа и мозокот ни функционира на таков начин да многу ретко се случуваат такви грешки, ако знаеме како да се, ако претходно сме се подготвили, ако точно знаеме што правиме, така што да се гледаме така на тој начин, а од друга страна пак кога имаме простор, кога сме опуштени, кога знаеме дека имаме простор за грешки, самиот мозок си вика имаш простор за грешки, да направиш некоја грешка, подоцна ќе се поправи. Не си фокусиран и не си толку, вака и повеќе си свој. Кога е нешто, нели, кога си ставен на готов, си повеќе свој, зашто мора да го исхендлаш како тебе природата ќе ти даде во тој момент. Кога сме веќе да бидеме своји, а во оваа професија нели се водиме по одредени шаблони, пишуваш режија за денот или за емисијата како ќе тече, било да сме на состанок некој, дали употребуваш можеби сленг во говорот, нешто баш што е твое препознатливо, да не се стискаш толку, да речем, и да биде тоа, не знам, ултралитературно или едноставно дали употребуваш некој свој детај. Сите си ги знаеме своите мани, посебно во толку долг период на телевизија. Јас од секогаш малку сум зборувала скопски, ќе кажам, и некако сум ги завлекувала самогласките, макар порано. Ќе поздравам Анита Ветирова, мојата драга колешка учител. Јас уште работам со нејзе за говор. Меѓутоа, има работи кои што кога толку години ќе поминати да сакаш, не можеш да ги не се искоренуваат така. Да, јас некако така како да ги запејувам некогаш зборовите. Однос на грешки за да употребам србизме или такво нешто, се случувало, меѓутоа, па и не толку често, со оглед на тоа дека јас имам завршена компаративна книжевност, сум се насочила на книжевност, на правопис и така, и речам дека тоа колку толку го владеам, не дека не може да ми се случи да ми излезе некој збор кој што не е баш наш збор. Сега имаме многу интернационализми, точно попримено, да. Ние заради тоа што постојано нели во медиуми и во негативен говор имаме такви работи, меѓутоа
ете, да речеме како некоја своја мана која што и не можам да ја контролирам, така си се изразувам и приватно и на телевизија, да малку ги запејувам работата, веројатно дека веќе и гледачите ме навикнаа. Инаку не е дека не работам на сега, меѓутоа тоа е нешто што веројатно потешко. Те прави своја Елена. Како се познаваме, дали може би ти кога даваш менторство или на некој јавен говор пред цела сала, знаеш да избегаш малку од шаблонот или од сценариото што си го напишала и нешто баш може би во корист да им привлече внимание, па и хумор или нешто ќе внесеш за да им биде уште по твој личен потпис да дадеш. Мислам дека е многу важно кога станува збори за јавните настапи да две работи се многу важни. Првата е да знаеме која ни е публиката, односно пред кого се обраќаме. Не пред секоја публика можеме да се обратиме на ист начин. Точно. И со ист тоналитет, можеби не пред секоја публика можеме да кажеме некоја шега, а од друга страна многу важно да се знаеме себе си. Например, има личности кои што не се добри во кажување шеги, јас например сум многу лоша во кажување шеги и некои такви вицови. Не ме бива едноставно. Ки се понасмееме за некои други работи, можда некоја друга анекдота би ја кажала, меѓутоа не сум тој тип на човек. Има луѓе кои што буквално да кажат дека кафето е кафеаво, ќе го кажат смешно и тоа ќе изгледа добро и пред публиката, затоа многу е важно да се знаеме себе си и дали јас можам да го изведам тоа. Некогаш не е добро да се ставаме во позиција, ако знаеме дека не сме добри во шеги и кажување, таа мера тогаш барем да не се ставаме во позиција да го користиме каде што би ни наштетило во целокупниот настан. Инаку да, многу често, дури кога имам целосно сценарио, за тоа како треба да го држам говорот или да го водам настанот, знам да додадам своји моменти што се адекватни за мојот темперамент и кои што во суштина би ми помогнале на подобар начин да го пренесам она што треба да го пренесам, меѓу ми е многу важно ако имам простор самата да го напишам говорот, тоа да го направам, нели клиентот или пригодата во која што се обраќаме да ги имам потребните податоци, односно која е целта на говорот, што сакаме да постигнеме, имајќи ги предвид тие информации да го адаптирам на мојот темперамент и на публиката на која што се обраќам. Така што сметам дека секој нас е убаво да си ја зачува автентичноста, не е нели начинот како што можеби ги завлекува зборовите, поттегнува, нито тоа прави Елена. Да, и за разлика од порано кога многу биле построги критериумите и сега живееме во едно такво општество каде што буквално се цени индивидуалност, мислам дека таа е убавината која што има Елена како Елена и да можеби сака да го поправи тоа, меѓутоа јас би го задржала како нејзин печат. И да сакам тоа, не историнува, така да тоа е. И да сакам не можам. Имаме вклучување на гледачи во ТВ емисија. Мене од секогаш ми било тоа интересно, меѓутоа дали за водителката е тоа многу незгодно. Не знаеш кој ќе се јави, кој од другата страна. Тоа најчесто не е припремено, некои чекаат се. Небитно дали е за да само да го слушнат неговиот глас, дали е за да добие некои карти за театар или да го каже своето мислење наутро. Како се чувствуваш, дали ти е важно тој момент во емисијата? Го очекуваш, си со трема, знаеме дека може незгодно нели да биде. Не сум со трема. Тоа се гледачите ги така ги сметаме мои луѓе. Секој утро со нас се будат, секој утро со нас пијат кафе, некој не сака, некој не сака, некој може не може да не поднесе. И јас например кога почнувам со гледачите, сега веќе тој систем немаме често да го имаме на нашата утринска програма. Го нема, го искоренивме, меѓутоа да не е исклучено, никогаш и пак да се случи исто. И се случувале разни ситуации. Имаше некогаш некоја тема која што беше политичка, ја морам да кажам, за разлика од Анастасија, политичките теми не се туѓи. Се едуцира кога треба да имаме такво нешто, прашања и ќе најдам да кажеме за да знам да го принесам настанок, меѓутоа дека сум нешто многу навлечена во тоа, не сум. И да речеме гледачката е ута на една партија, на друга партија. Конкретно јас немам ни врска со ништо. Тебе ти е си едно, нека си каже. Темата е поставена и поканета е да говори. Да, од нигде никаде навредена од одредени сегменти во политиката, во општеството почнува да вика, па се препарла тоа и кон мене, и значи нормално јас ќе ја сослушам, ви благодарам на јавувањето и така.
И да многу беше, да речам, на крајот после се јавија гледачи кои што ме бранеа, кои што, да речеме, не требаше така да... Жената си беше изреволтирана. А и на крајот на хишата кој не е изреволтиран од политиката, така да јас ја разбирам и нема тука никаков проблем. Точно. А едно по, да речам, што јас ги паметам такви јавувања, имаше еден гледач кој што се јави и толку убави, толку пофални зборови ми кажа во однос на мене и сето тоа. И сега она што ми беше најкомично рече, но сето тоа се должи благодарение на твојот сопруг. И јас велам сега на мојот сопруг пријател да не е во меѓувреме, нели си прави да викам да не се никој пријатели, па го познава, викам па сега за мојот ти нема да си таква, вели гледачот, ако твојот сопруг не е внимателен, ако не се однесува со тебе со почит, ако не те чува, ако не така и многу се смееме, после тоа беше извадено тоа некаде беше и не знам, дистрибуирано по портали се. Мислам дека и мојот сопруг си го чува за да ме потсети дека се тоа благодарение на него. Слушај гледачите што ти кажале. Да. Така е. Сега сакам малку да се префрлиме на говорот на тело, да разговараме за тоа. Знам дека е многу битно како се однесуваш, како поготово на состаноци или со некои битни луѓе кога треба да се запознаеш, да оставиш добар впечаток. Што е она што погрешно можеби го правиме, што треба да ни е во глава во тој момент, можеби покрети со рацете, да не ги затвараме, да не се чувствуваме како срамежливи или можеби многу премногу чепкање, тоа покажува несигурност. Сега јас зборувам што сум слушала, меѓутоа тебе како ментор ме интересира што да ни текне, немој да го правите никако. Да, многу говорот на тело и невербалната комуникација се случува без разлика дали ние сакаме да се случува или не. Тоа е еден природен импулс, резултат на одредени дразби. Ако видиме нешто што ни е убаво или некој кој што ни е атрактивен и се шират зениците, тоа не можеме да го вратиме како процес. Тоа ќе се случи едноставно, бидејќи е природен импулс. Затоа многу е важно да сме свесни за говорот на тело и важно е да знаеме како да се поставиме себе си, односно како себе си да се ставиме во позиција каде што ќе бидеме отворени и за комуникација, меѓутоа и точно да се износиме себе си во дадената ситуација. Ако станува збор за тоа кои се некои основни работи кои што би ги дала како совет, прво секогаш да за нијанса го спориме движењето тоа што нормално го правиме. Бидејќи многу често знаеме да бидеме во брзање, тоа подразбира дека брзо ќе зборуваме, меѓутоа и дека брзо ќе користиме гестикулацијата. Кај сега во моментот кога се обидувам побрзо да зборувам, автоматски и гестикулацијата ми се забрзува. И тоа подразбира дека во моментот можеби ќе изгледа како некоја вознемиреност, меѓутоа и брзање. Никаде не брзаме. Никаде не треба да брзаме, треба да си го земеме своето време, тие 5 минути што си ги имаме и да ги искористиме најдобро што можеме. И особено го кажувам кога станува збор за тие некои опуки кои што ги држиме, да сакавате сега да го споделам, е да се гледаме себе си, дали сакаме да бидеме, бидејќи сме жени, ќе зборувам во женски род, лавици или пак глувче. Како се движи лавицата? Елегантно, споро, да. Од друга страна, глувчето како се движи? Точно брзо. Се обидува да плашливо, лашливо. И тоа е таа слика која што во принцип е убаво да имаме за себе си, да си го поставиме тоа прашање како сакам да изгледам во моментов, дали сакам да сум лавица или сакам да сум глувчица. Што сакам да бидам во моментов? И многу добро знаеме дека едниот е крал на животните, или кралица на животните, ако може така да се каже, додека глувчето не асоцира со некои други моменти, така што тоа би било едно од првите совети кои што би го дала, е за нијанса да успорат во се што прават, бидејќи автоматски тоа ќе ги освести. Кога се движам малку поспоро, ќе станувам посвесна дали исправено се држам. Ако зборувам малку поспоро, ќе имам простор малку и да размислам што сакам да кажам. Така што тоа ќе не стави во една ситуација каде што ќе имаме простор да се поставиме себе си и ментално и физички. Од друга страна, многу е важно секогаш да се трудиме да бидеме што е можно поотворени. Ова многу често е затворен момент, меѓутоа тоа што би сакала на повеќе да обрнам внимание, ова е момент на давање на комфорт, утеха. Сите движења кои што ги правиме во насока на тоа, например, ако си го топирам
и си играм со накидот кој што го имам, можеби обетките, можеби косата. Сето тоа е давање на утеха. Ние како живи суштества ни е потребна утеха и ако бебињата нели плачат и барат мајката да ги земе и да ги гушне, ние тоа го правиме на овој начин или пак се погалуваме делови од телото, делови од накитот. Ако, например, бебињата бараат цуцла да стават во уста, ние бараме нешто да допреме за да се чувствуваме смирени, да се смируваме на некој начин, така што тие допери најчесто ги правиме несвесно кога ни е потребно одредено смирување и не е ништо страшно, меѓутоа кога го свестиме тоа во себе, ќе знаеме можда и како да го сконтролираме за да не изгледа можеби како некоја несигурност на другата страна. Така. Добро, Елена, дали ти ги користиш можеби некои цаки или ите така кога разговараш со соговорник, да го гледаш во очи, можеби во ТВ емисија држиш картички, држиш микрофон, па и зафатени ти се рацете, полесно ти е тука. Јас треба да кажам дека многу со внимание слушав Анастасија, го уважавам тој дел од науката, сушто е наука. И моите постдипломски студии е во суштина менеджмент на човечки ресурси, меѓутоа учевме односи со јавноста без на шопар. На професорка која што јас екстремно ја почитувам и именно мислам дека секој кој што се занимава со јавна работа треба да помине нешто такво. Јас конкретно во јавност, како што веќе ти кажа, и Анастасија знае, внимавам како се однесувам. Можеби дома јас сакам да се седам со нозете скрстени, да си бидам навалена и така натаму, меѓутоа кога се обраќам на публика, првенствено и знак на почита, јас да бидам исправена кон вас две, да бидам наклонета кон вас две. Сигурно сум дека и вие поинаку ќе се чувствувате доколку вам ви посветам некакво внимание, отколку ако јас комфортно си се опуштам. Како не заинтересирана, да. Не заинтересирана и го учествувам или не учествувам во разговорот. Точно. Внимавам на тие правила што ти кажа Анастасија, на бонтон, некогаш и таа знае можни се грешки, сигурна сум дека сум сгрешила при некој јавен настан и настап и со луѓе и така натаму, меѓутоа гледам да се придржувам кон она што го знам, а би дошла на обуки за она што не го знам. Да, дефинитивно да. Кога станува збор за облеката, знам дека верувам дека ние како жени особено се грижиме каде одам, со кого одам, да се погрижам да изгледам пристојно. Колку тоа ви сменило во некој момент нешто, например, да се поддотераш кога треба со некој да одиш на состанок или нормално за јавен говор или за конференција некоја мора да се соодветно облече. Го употребувате тоа секојдневно или имате моменти кога ќе одиме на состанок, на кафе, на пијачка, во тренерки ќе дојдам, со пунџа во косата и сериозна, не сериозна, така ќе се појавам. Изгледот колку менува. Многу е важно да знаеме дека првиот впечаток за некоја личност го стекнуваме за помалку од една секунда. И тоа во науката се вика визуелно сликање, visual capture, ако може така да кажам, да се изразам. И во тие неколку секунди ние одлучуваме дали на личноста ќе веруваме, дали е компетентна за тоа што го зборува и дали можеме да и ние да веруваме или тоа и да воспоставиме одредена комуникација, односно каква е нејзината отвореност и простор за да можеме да искомуницираме. Тоа се прави за помалку од, велам, од една секунда и тоа во науката е така докажено, не дека подоцна не може да се промени впечатокот кој што го оставаме, меѓутоа многу сме строги кога станува збор за овие правила и пак ќе се навратам на тоа дека сме дел од животинскиот свет, бидејќи ваквата брза одлука нас не донело до ова место. Од првите почетоци на човештвото, кога човекот почнувал да лови, да се вселува, односно да се групира, морал да знае дали личноста со која што зборува е дојдена да му наштети, да му го земе плодот, да му го повреди можеби семејството, или пак е дојден да воспостави добра комуникација. И тоа е наш природен инстинкт и едно колективно несвесно да ние многу брзо даваме заклучок за тоа која е личноста, дали доаѓа
да ни помогне или да ни нашледи. Така што тоа станало и до ден денес и многу е важен првен впечаток и затоа е многу важно како ние себе си се носиме. Никогаш не би советувала некој да оди на состанок во тренерки и да не посвети внимание на својот изглед. Не толку за тоа како изгледа, туку за тоа каква порака дава испреќа. Што тоа говори за мене, што говори грижата, како ја се грижам за себе, многу говори за тоа каква сум како личност. Дали сум дисциплинирана, дали сум посветена, дали обрнувам внимание на детали. Така што мислам дека треба да се обрне внимание на тоа и дури за дома некогаш, не знам Елена или Срна како е кај тебе, меѓутоа кога се случи ковидот, јас постав за дома да си се дотегувам. Не знам како да ви кажам, не во принцип да како тоа би изгледало на многу дења некаде, меѓутоа тогаш бив и за прв пат се реализирав како мајка и наставно има потреба да и дома да си посветам внимание малку повеќе на себе си, за јас да се чувствувам така малку подобро. Така што мислам дека автоматски тоа ни дава доза на самодоверба малку повеќе и сликата која што ја ставаме кај другите е исто така многу важна, особено ако сме луѓе кои што сакаме да оставиме добар деловен впечаток. Така што не мора да е скапо, значи апсолутно не мора тоа што го носиме да е скапо, може да купиме нешто во секонд хенд продавница и да изгледа одлично. Само да е соодветно за природата. Ако одиме на планинарење на водно, може би каде што сме со некој бизнис партнер, тогаш нормално дека тоа подразбира дека ќе се облечеме во тренерки, патики, препчедарки. Така. Ако се прават интервјуа на разни места, како и ова впрочем, дали се облекуваш според локацијата, формално, неформално, или ако состанок некој, а сте се договориле на кафе само да се видите во некој малски кафич, а сепак тоа е состанок, решаваш да се облечеш можеби вака или многу поопуштено? Јас се облекувам како што се чувствувам. Не се облекувам на никакви состаноци, на никакви јавни места што треба да се појавам во тренерки. Некако научена сум дека тренерките се за спорт, тренерките се за дома, тренерките се за во природа. А кога излегувам без разлика, дали ќе бидам тука со вас, се разбира доколку приликата бара и некој среќен дресот, тогаш да. А инаку вака се облекувам како што се чувствувам и она што ми е мене пријатно, се разбира со годините и тоа се менува. Ако порано сум сакала повеќе да експериментирам со шминката, сега не експериментирам толку, знам што треба, што не треба да намравам, посебно затоа што ни години да се оправат своето, чинам дека сега веќе во оваа возраст помалку е повеќе, но она што сакам да го потенцирам и она што јас не сакам да го изгубам е тоа да бидете љубезни кога излегувате. Значи јас сакам да не го изгубам тоа, да не ја изгубам љубезноста, да не ја изгубам љубовта кон луѓето, да не ја изгубам желбата да им кажам добар ден, како сте така натаму. Ние веќе живееме во општество во кое што посебно жената, обремената со толку многу врски, правила, како треба да постапи, како треба да се облече. Детата дали смее да ги усади во градинка, дали смее да има кариера, дали смее да не направи ручар денес и така натаму и некако со годините таа жена веќе станува огорчена. Ако не ги заврши сите обврски, ако не успее да ги изреализира сите задолженија кои се бараат од нејзе, и мислам дека всушност и така жената станува и огорчена, и несретна, и рамената го покажуваат тоа, и начинот на седење, стоење го покажува тоа. Се што посакувам од годините кои што доаѓа, да не го изгубам тој момент. Да бидам љубезна, смирена и среќна самата со себе. А ако го постигнам тоа, мислам дека не би имала проблем како да се појавам облечено. Точно. Да, голема улога игра самодовербата, односно начинот кој што си се гледаме себе си, како се носиме себе си. И дефинитивно се согласувам во овој дел со Елена. Таа тежина која што ја носиме буквално на рамениците, како цел свет да го носиме и тоа се гледа над нас и апсолутно најважно е се задржиме автентичноста, да сме своји, па без разлика што и да облечеме така што апсолутно своји да бидеме и да сме добро да се чувствуваме за тоа кои сме. Али, но сепак тука многу голема улога игра да бидеме свесни кои сме ние, односно да поработиме на себе. Колку да знам која сум јас, така? Зашто кога знам која сум јас, па
можам буквално во секоја ситуација Точно, да се многу е полесно. полесно да настапам. Да, во секоја ситуација. Исто се појавуваш во какво издание и да дојдеш, да избереш да дојдеш, се појавуваш. Што мислите за малиот детал на поздравување, на ракување, на почеток на некој состанок, кога ќе се запознаеш со некој, па и дури кога ќе седнеш со некоја пријателка веќе, се повеќе и знаеме и на самото запознавање да се ракуваме, па кога се заминуваме, после некој разговор чувствуваш топлина и ќе се гушнете дури на крај, иако можеби само час-два сте биле заедно. Што мислите за тие мали детали, внимавате, размислувате или спонтано ви доаѓа во зависност од спротивната страна? Јас мислам дека тие работи спонтано ни доаѓа. Ние сме многу топол народ кој што сака физички контакт, сака да допре, сака да се поздрави. Не секаде на светот е тоа адекватно да го направиме. Има одредени културни разлики кога стане збор за различни делови од светот, меѓутоа ние сме таков народ кој што сака да се поздрави, сака да се прегрне, сака да има таков физички контакт и мислам дека тоа е сосема нормално. А во делот на тоа чувството кое што го имаме, мислам дека поголема улога играа таа енергија која што секој ден ја носи. Едноставно со некој се чувствуваш добро или пак не се чувствуваш пријатно и тоа многу влие за тоа како зрачи таа личност. Може би некој ќе сака ќе ги има сите добри држања на телото, меѓутоа некој ќе зрачи некоја друга енергија. Може да изгледа најсамоуверено, меѓутоа ќе има некоја непријатна енергија која што во суштина ќе прави да се чувствувам можеби загрозено, неубаво, можеби неговата преголема сигурност ќе влегува во мојот личен простор, па тоа ќе е проблем. Така што тоа веќе мислам дека повеќе зависи од енергијата која што секој ден ја носи. Па го имаш или го немаш, не знам како. А од друга страна па со различни улоги имаме различна енергија, со некого едноставно кликнуваш или пак го нема тој ефект. Или со некој треба малку да си ја задржиш енергијата, ако е, не знам, газда, например, или нешто така, кај што треба да потпишеш некаков договор или слично, малку можеби треба и да не си баш така опуштен и сигурно на крај нема да се гушнеме. Најверојатно повторно би се ракувале. Има некои бизнис делки кои што се случуваат на коктели, на забави, не сите бизнис делки се случуваат на формален начин, каде што буквално ќе дојдеме во одело, во кравата и во некој формален дрес-код. Многу бизнис делки се случуваат на таков неформален начин, каде што буквално на крај се прегрнуваат. Така што тоа се зависи од моментот и се адаптираме нели на самата ситуација. Ако некои околности налагаат да бидеме поформални, ќе бидеме формални, ако не, мислам дека и не. Од она моје искуство што имам, не знам, и Елена има контакт со голем број на па и остварени луѓе кои што се оствариле дали во бизнисот, дали во политиката, многу се попуштени отколку што тоа изгледа можеби кај обичниот граѓанин. Така што таа перцепција можеби што имаме дека некој е крут, строг, дека не може да се почегуваш, можеби некоја стига која што имаме само во нашите глави, сите горе-доле се нормални, многу комуникативни, така што мислам дека тоа најчесто е стига која што така се остава, се создаваме во нашите глави, меѓутоа во реална комуникација малку се поинакви работите, да. Кога сме веќе кај ова и можам да кажам дека секогаш сум била неизненадена, затоа што од искуството до тогаш сум знаела дека ќе бидат и непосредни и како сосем нормални луѓе што стојат се врсто со двете нозе на земја. Меѓутоа сум била во нивно друштво, сум се чувствувала убаво. Еве ги го издавам, например, Горан Дребович, сите го знаеме и биолозуваме, можеби и тек сме растале баш ние со нив, меѓутоа нашите родители. Ние сме растале благодарение на... Да, и реално и сме фатиле ги во таа музика и така. Човек кој што ми рекоа ќе имаш само 7 минути со него точно пред концерт. И кога ќе ми речат 7 минути, вие си видите што ќе прашам јас по тие 7 минути. Меѓутоа, тој ме прима во неговата гримиорна, во просторија каде што се договориле, со вас се опуштен, дозволува да му поставувате прашања и на крај тоа интервју трае повеќе од 15 минути и вие се изгледувате полни. Сум имала интервју со Родич на времето. Имала сум многу дрезни интервјуа, не само. И прво би велат
знаете, они не знам колку ќе ти дозвола да разговараш со нив, малку се и да кажам ексцентрични, сите ги знаеме, ние сте добирани и така натаму. И веднаш со некоја преврасуда влегуваш ти во просторијата, кај ќе го направам интервјуто. На крајот, што велиш, се прегрнавме, ми посака дури и да имам и добра работа, ако нешто, да речеме, некогаш одлучам да сакам да ги придружувам во нивната, да речем, турнеја, да видам некој си нивен, не знам, кореспондент или така натаму, на крајот излегов со пуната се работа, да не речам. Меѓутоа, не знам како да кажам, многу луѓе кои што на почетокот ќе се, да речеме, сепак се тие звезди, така и да речеме и од нашиот свет, но со многу и политичари правиме интервју и така натаму на почетокот, да, како и сите луѓе, може би имаат никој околу себе и така, но ако се препознаат енергиите, тогаш веќе и многу лесно тргнува и забележуваш дека всушност, ама апсолутно тоа се исто како и сите ние луѓе кои што си имаат и свој лош или добар ден, кои што си имаат свој размислувања, свој ставови, ако се совпаднат енергиите, се идеално. Точно. Нашите енергии денеска мислам дека се совпадна. Јас, Косме, кај поздравување, решавам да се поздравам со вас две и со гледачите на начин што ќе ви се заблагодарам, што бевте дел од оваа епизода на Hype Her Up. Многу ми значи првенствено што ве запознав и многу имам да научам и од двете. Ви благодарам што бевте денеска со нас и се надевам дека гледачите има многу што да научат. Ако сакаат уште нешто да дознаат или да имаме втора епизода од Hype Her Up со овие две дами, пишете ни коментари секако. Се гледаме во наредна епизода, наредна среда во 18 часот. Чао! Looking like a baddie, I show up and make them stop. Wanna know my name so badly, cause I run this whole block. Flip my hair, move my head, show the world I'm royalty. When I walk by, they be taking bows, cause they know I'm the queen, yeah.